Значи денеска е 137-миот протест на исклучените од топлификација. Темата на протестот не е представува само БЕК, значи ова е многу поширока тематика. Ние обзнанивме дека постојат така наречени профитерски шеми. Оваа профитерска шема започнува од еден доверител, например компанија како што е БЕК, Водовод или некоја слична, и потоа продолжува со, иако тие компании имаат своји правници, ова продолжува со ангажирање на некои мокри адвокатски друштва, например Чукич и Марков се такво друштво, кои што покрај тоа што ги зголемуваат трошоците на граѓаните, исто така имаат огромно влијание врз судовите. Значи проблемот на нас со БЕК, ние можеме да ќе го решиме оваа година, меѓутоа останува проблемот во судството. После тоа доаѓаат на ред нотарите и тие наплаќаат, после нотарите доаѓаат на ред судовите или директно се оди на извршител. На крај дел од колачот си земаат и банките. Значи ова се тие профитерски шеми кои во претходниот состав на владата, значи имаат голема поддршка, односно и институциите на системот беа вклучени во нивното работење, односно ги поддржуваа. Затоа ова представува организиран криминал. Овој организиран криминал треба оваа нова власт да го расклинка, да го растури, односно треба сите учесници во него кривично да одговараат. Граѓаните бараат ова што побрзо да сопре и да нема повторно, да не се појави повторно. Значи секој во оваа држава може да смисли начин како ќе направи криминал. И секаде може да пројде ако има вмешани по институциите, па да ги прикриваат. Меѓутоа, судството како трета власт е должно да ги заштити граѓаните и да го стопира криминалот. Наместо тоа, за жал, известни судии постапуваат на начин што не спречуваат да си ги браниме своите права, да си ги кажеме своите, да ги образложиме доказите. Значи ни прават подметачи, немаме тонски снимања на рочиштата, не се подпишуваат на записниците што се случило на рочиште, а должен е по закон за парнична постапка. Значи и утре, ако дојде до момент кога ќе треба да одговараат, ќе рече чекајте, ја ова не сум го работела, некој го подметнал записников, не сум јас ова. Така да се сомневам искрено дека значи 3 години овдека не судат по суд, а не постои ниту еден од нас присутни, па и други, прашајте, на кој што му е прочитана пресуда пред јавност, како што налага законот. Судија не застанал пред нас да каже јас денеска во името на граѓаните носам ваква и ваква одлука. Туку кога ќе отидеш на објава на пресуда, они не е штампана, ќе ја примите на домашна адреса. Тоа е повторно избегнување. Утре ќе рече подметната е ова. И кога дома ги примаме пресудите наводни, ние немаме подпис од ниту еден судија на пресудата, а треба да ја примам во оригинал и со подпис од судијата. Исто така, кај печатот верно на оригиналот, не стои ни име на службеникот. Па кого утре ќе бараме, кој одговараме, шкртка има.